Значи, Македонски културен центар, Ньюкасл, овде во Нов Южен Велс. Добар ден. Добар ден. Радко Трајковски, YouTube канал Австралијски живот, моје почитување. Пеце Радковски од Ньюкасл. Се наоѓаме овде во нашата Македонска православна црква Ньюкасл на 14 Скул-стрит, Бродмеро. Колку македонци отплика негде живеат во Ньюкасл? Мислиме дека има околу 10.000. Само не се сите активни. Имаше некој попис пред многу години, јас мислам дека беше околу во врска со македонците родени во Македонија, се работеше околу бројка за 1500-1600, али македонци родени во Македонија. Сега то не ја опфаќа сигурно реалната слика. Се јавува, да. Ама има многу. Јас сум Илија Груевски, клисер во црквата. Долго време сум активен во сите полина овде во Ньюкасл. Сите има подарено, дадено рака, помош да се изгради ова општина и за целиот македонски народ во Ньюкасл. Салата секој понеделник и четврток имаме дружба со пензионерите. Во вторник имаме дневна грижа, ручек за постарите и за сите, секој вторник. Среда имаме игрална група, тренирање и македонско школо. Четврток, како што реков, исто пензионерите. Значи скоро секој ден има различни има активности нешто тука. овде. Кој ги организира сите тие активности? Значи директно ги финансира самата општина? Самата општина, да. Ние сте сите под една амбрела. И црквата, и игралната група, и школото, и женска секција имаме, и дневната грижа. Исто и двата фудбали. Имаме два клабови фудбали, Бродмеро Меджик и Македонско сонце. Значи ова игралиштето што е до самата Не, црква? тоа другото. Значи другото тука самото. Тоа е наше. Од крштевки до венчавки, до свадби, до сите што треба. Овде ки бели скоро 350, близу 400 имаме седишта и имаме кувари од секаде идеја, од Сиднеј, од Вулунго, од Ньюкасл, за сите потреби за што треба во Ньюкасл се одржува све овдеки. Јас како прво бев 24 години секретар на помладоко од фудбала во Ньюкасл. Во општината сум со отац Климе Джепаровски 4 до 5 години, со отац Живко Поповски 3 години, со отац Поп Пецо Петровски сум сега 7 години, скоро 15 години ќе правам во црквата што сум активен. Активен сум за све овде што треба. Бев секретар на пенсионерското друштво. Поради некои причини домашни напушти, сега има 3-4 недели. Па Пецо што се зборувате беше тој сега е секретарија. Овде ни е баро, од тука се служи све што треба. Таму ни е куњата. Кога е изградена ова црква овде во Ньюкасл? Првата тула е ставена на 20 јули 1969 година. И после се отвори 71 година. Значи пред едни добри 50 години. Да, 54. Кога се населиле првите македонци овде во Ньюкасл? Како што знам, не сум точен, пред 70 години. Мисле, че имаше првите македонци тука. 53-та има дедено во Ньюкасл. 53-та. 53-та, таман, јас сум 53-та, 71 година е. Тогаш имаше доста иселеници. Пенсионерите си се забават тука, кафе си прават секој понеделник, секој четврток, секој ден е салата заузета за некои работи. Секој ден? Секој ден скоро е. И јас да ви кажам право, идам тука 4 пати дено, секој ден. Бината е направена, уште кога беше старата бина близу до црквата, се направи нова, беше мала, имаме добра група, групата наша беше во Македонија. Пропуштиме екстра уште метро и пол скоро, да може да се прави. Оти салата скоро се таму. Дупла е, може 10-15 метра е. Сега мисля да ја реновира поново салата, за помодерна е. Силинг, ова го направија тавано нов
и сега мислам дека ќе реновира женска секција има значи управата, сите се млади кои што повторниот ти каза таму све што треба и работа активно сите, работа и надвор, ама работа и за општината. Не е никој платен од ним и си работа активно. А пак Значи се е доброволно во општина. Поќето е доброволно е, поќето е. Можам да кажам дека сега ќе се отвори ново група за денцање, само во среда има 2 недели кога ќе се почнаја, имаше група, ама кои се омажи, кои се ожени, завршија. И сега се помладок е. Имаме доста. Што иде ова за народни ора, македонски, културно уметничко Да, за све и за стари се учат, и младите се учат со старите. Баш сношти беа, тука ме интересираше, многу мали има. Од 2 години до 4, до 5, до 7 си игра со мајките, со таткови, завршија младите, почнуваа старите да денца. Па јас малце му спремам, јас малце имам искуство за кување. Јас работев како кувар 23 години, крштевки, венчавки, нова година, 8 март, се имам кувано. Сакаа да му спремам сноши нешто, му спремав, кој што може. Работам 9 години, активно. Не му земам пари, работам, значи, помош му давам. И сега и Пецо се приклучи од радиото, и тој ми поможува, и ја бркаме работата кој што можеме. Некој пат имаме 30, некој пат имаме 50, некој пат имаме 40, во секој вторник. Сега се идиме од салата, влегуваме во црковниот храм. Која година ти дојде во Њукасл? Јас дојдов 73-та година. Значи 3 години после отворањето на црквата. Да. И од тогаш до ден денес сум тука, секој ден. Баш За започна. се. Плюс и радиото го имам, како што ти кажа. Еве 28 години. Македонско радио јас го држам. Баш ми ќе ми биде драго да направиме една репортажа за радиото. Накратко кажи ми каква програма има на Македонското радио, како се вика, на која фреквенција се слуша. Македонско радио под овдешна станица 2NUI-FM и јас имам 1 сат неделно, секој четврток од 7 до 8 на вечер го снимам, а директно е во недела од 7 до 8 на вечер, секоја недела Македонско радио 2NUI-FM се вика 103.7. И еве 28 години сум таму, имам сето е македонско, имаме вести од Македонија, соопштенија од Њукасл и околината, желби и честитки и песни и ора. 1 сат се полни. Дали ова е единственото место како едно зборно место или се организирате и на други места или ова е единственото место? Ова само едно место имаме, што се збираме сите, да. Една црква, еден фудбал и тука сме сите заедно секогаш. Имаме кршевка, имам спремано за Сандеј, недела. Значи црква Света Богородица. Света Богородица, Њукасл. Света Богородица е. Значи ова е црквата. Пеце претходно што ни кажа дека ако добро се сеќам, темелите удрени 69-та, така. Да, 69, 70 се отвори, 69-та се почна се гради. Отворена, да. Можеш да снимаш и малци ако саш и во алтаро е. Тука ние Тишко Илија, кој одржува тука ние алтаро е. Кој одржува тука црквата за потребите? За потребите јас се одржувам. Самиот или ти помага некој? Во моментот сум самиот. Јас сум штец во црквата. Штец, да појасниме, штец е? Штец е и по ѓакон е погоре. Јас штец е подолу малце. И тоа ми остори владиката Кирил. Дојде 70 и не памтам годината. Имам право да почестувам сите што ида во црковниот храм. И задоволен сум што увек ме поштоваа до ден денес. Едно прашање кој му го поставам на повеќето од луѓето. Кажи ми што се случува со младината во Њукасл, дали младите организираат некакви игранки или дешевки овде во Њукасл? Да, имаше порано, сега многу е послабо.
Ама имаме се нова управа во игралната група и во македонската школа, млади сите, и тие се спрема да организира како youth group. Повторно да имаме тука игранки, како порано што имавме. Во младинска група. А зошто имало порано, а сега послабо, како што велиш? Која е причината? Се промена управите. Башка управи легува во црквата секој 4-5 години и сега младите завзедо, многу млади и во црковната општина и во другите групи, млади деца. Значи, ќе се поврати па повторно на што беше порано. Исто и за концерти, јас се организирам за сите концерти тука и млади многу слабо. Последните години, пред неколку години за Ѓоко Јович имав тука 350 души. А 3/4 беа млади. Овде баш ова сала. Овде. 350 души, сите скоро млади бе. И сега имаме концерти секоја година по 2 концерти, јас ги организирам, ама послабо е. И млади нема многу. Концерти со овдешни групи од Австралија или концерти од Македонија? Од Македонија е. Сега годнави имаме 2. Во мај имаме на 3 мај со Борчи министер. И Анета. Кога е овој концерт? На 3 мај. Сабота, 3 мај. Значи 3 мај, денеска сме февруар 27 февруар. И другиот концерт ќе биде 1 новембар со Туше, со Василија Петрова и неколку други нови. Сега баш вчера организирав, го блокирав тој концерт за 1 новембар. На Сабајле идеме, отац Пецо Петровски почнува со тоа. Јас му спремам сите работи што пред да почне се што треба и тој ќе си почне. Јас сум со него цело време од 9 до 10:30-11. Имаме служба. Што подразбира тоа? Сите работи му ги спремам за луѓето кои сакаат да знаат. Ќе му спремам прво ќе му спремам канделицата. Ќе ги запалам свештите во алтарот. Ќе ги запалам кај што е причесна тука. Се што потреба и знам да му спремам на отац Пецо, кој ќе дојде да види да е спремано. И ќе си почне неговата работа, јас ќе си почнам мојата и надвор и натре. Не знам која година беше, имаме школа овде горе. Школата ни беше горе, али кога дојде земјотресот, се растури црквата и од тоа се направи. Сега имаме план, мислам, ќе снимаш покасно, имаме план да клад кубе горе. Школа за македонски Школа јазик. беше горе, за македонците. А дека спомна и земјотрес. За кој земјотрес зборуваме? Земјотресот беше во 89-та. Тука во Њукасл имало земјотрес во 89-та година. Да. Поништи црквата скоро. Значи силен земјотрес. Беше може и се направи со помош пак од шивенци доволна, се направи, ама школото ни се растори таму горе што беше. И од тогаш немаме школа. Сега оснива да има школа. Во секој вторник има школа и ќе има учители, ќе има и група. Сега се наново се почнува да организира. Имаме женска секција, таа е многу активна. Се што треба, значи, и за од црквата поможува, и за во салата. И сега го спрема 8 март, го спрема, на 9 ќе биде, и инспектира околу 280 до 300. Колку често идат наши музички групи или музичари од Македонија овде во Сиднеј и во Мелбурн? Знаеме дека се таму многу, овде 2 пати годишно имаме да? Група од Македонија е. А плюс овде имаме, како што рекоме сега, другата недела за игра за женската секција за 8 март. Имаме скоро 300 жени. Секоја година овде. Секоја година за 8 март. Да, преполна. Имаме група од Сиднеј свират, кувари од Сиднеј. После имаме организира вчера, зборавме со управава, за Великден ќе имаме игранка. Овде пак.
и ќе ги поканиме новите играорци што почна пред 4 недели. Точно за ден Великден или ќе биде За Великден, да. ден претходно, ден под... Ден претходно, Ден саботата на 20. Главно се дружиме тука, редовно сме во црквава, организираме, правиме, се трудиме да задржиме нашето, колку што можеме. Коните сите си има име на кој ги донира. Например, Свети Илија донира Векче Котевски. И сите си има имена тоаш, кои подарва. Значи имаме Свети Никола, Да, Свети Ѓорѓија, Свети Ѓорѓија, Свети Илија и натаму се. Тие сите подарени се од фамилиите од Ньюкасл. Сега се наближуваме кон нашиот најголем христијански празник. Се приближуваме полека кон Великден. Кои се работите, кои се активностите кои вие ги преземате пред самиот Великден? Почнуваме од Вели четврток, па Вели петок, па Велја сабота, па недела Великден, прв ден, втор ден, трет ден, скоро 7 дена служиме тука за Великден. И имаме доста посетители за тој ден. Отвораме таму, имаме и надвор, просторија и досега немаме некој проблем. Идат и од други места или претежно од Ньюкасл се луѓето овде? Ида за и Великден? од Сидне, ида и од други, ида, значи доста не посетува. Знам дека лан имаше и од Вулунгу, некој имаше од Сиднеј, од Света Недела, од Куинсланд таму. Што е ова слика и што прикажува? Ова сега се гради дека ќе одобрува, сега треба да се стави, му наредија да стават сопорт, тоа ќе биде тешко, мора да клад железа, за да биде Значи, збораме сега за некој нов план за црквата. Значи, ќе се приградва, ќе се доградва. Да, ќе се... Оти досега немаше кубе, ама и надвор ќе го видиш. Ќе излеземе надвор, ќе ми кажеш, добро. Тука се продава свешти, тука не е официјата, тука како ќе инспектира, ова ќе се шири, надвор ќе биде свешталнико. Нема да биде тука. Значи ова ќе се урни, ќе биде подотворено. Да, ова сака да го урнат. Мислеја да прават школото поново горе. Уште еднаш, ама председателот не е во Македонија. Тој секој се врати, плановите ги работи друг некој тука сега. Мислам дека горе ќе биде пак школото. Тука ќе си има скали, како што беа исто. И свештениците ќе одат надвор. Кој ќе иди народот да се помолува во црквата, ќе си запали свешта надвор, ќе си дојде во храм. Се уште таја е главната врата. Да. Чичко Илија, за колку време треба да се завршат тие планови и кога треба се отвори тоа македонско училиште? Отприлика познато ти е? Сега имаме многу млада група во управата. Еве 4 години, 5 скоро, сите се млади. Учени сите, здрави, паметни и тие ќе пренесат она на помладите генерации, што сакаме да го задржиме. Македонството. Како ќе инспектира за 26-та да биде се спремна, да биде спремана црквата, да биде соредена, да биде кубето ставено. Тоа не чека таму, Значи, таму е веќе... Да, тоа кој ќе се стави, горе ќе се гради сетне. Не знам дали од тука го фаќа. Да, малку. Има фамилија Зулумовски, подарија тука, тоа е веќе, уште тоа 72 година го подарија, мислам за вода ладна, да има за луѓето што ида. Има ставено, овде има... Вели 28 август 97 година од фамилијата Зулумовски. Да. А па ови го подарија... Фрижидер за вода. Не знам ова
Може да ја патиш овде ќе. И плочата му пише што кој ја подари. Тие се Грозановски. Вели македонска православна црква, вели Сент Мери или Света Богородица. И на англиски напишено со името кој го подарил. George Грозановски со family, горе пише. Да. И една многу убава статуа од Богородица. Да, ова е подари Јоце Размовски од ѓавато. Беше внатре, извадаме затоа што ќе се шири малце црквата и за Гоце Делчев го изградија пенсионерите. 5 се поќе околу работи беше овие за да ти објаснува, али јас колку што можам ќе ти кажам. Јас мислам дека ова црква во Австралија досега имам влезено во голем број, али досега со најмногу орнаменти. На Пелистер Продакшн кој ќе отвориш, ќе видиш како се градеше, кога се градеше и ќе видите и колку имаше тука народ. А Пелистер Продакшн е името на YouTube каналот. Да. Сега почна има 3 недели, се дава кога се градеше, кој градеше, кој е активен, сите работи ги кажаја. Тука ни се знамената стално за сите денови и за сите празници. Чичко Илија, грците прават проблем некогаш со знамињата? До сега не. Нема? Не. Овде во Ньюкасл нема, во Мелбурн не знам што прават, во Ньюкасл немаме проблем. Немаме. Кој беше мотивот за да се стигне во Ньюкасл, а не во главните центри во Сиднеј и во Мелбурн? Ова за сите луѓе кои не се запознати, значи ова е Ньюкасл градче во една споредба со Македонија, можда за нијанса помало од Скопје, со негде околу пола милион жители, ако не се лажам. Цела Австралија, да. Која беше главната мотивација на македонците да се населат во Ньюкасл пред да одат во Сиднеј или во Мелбурн, во големите градови? Да. Првата и најглавна мотивација беше за фабриката Steelwork. Тука, во Ньюкасл беше многу голема. Јас кога дојдов, 73-та година, одма се запослив таму. Имаше 14.000. Како истата фабрика што и во Волонго, Таму имаше 26.000, тогаш беше 26.000 работници во Steelwork, а овде 14. Ова е нешто ново за мене, со ова не го знаев. Јас работев, имаше 14.000 работници во Steelwork и тропото до денес пред 5-6 години се затворе, скрос. Нема ни еден. Сега до последните 5-6 години? Последните 5-6 години нема. Се затвори таа фабрика. Сега преносва руда во цел свет. Повеќе пари правеле со рудата. Место 14.000 работници со лопата. Колку македонци имаше во 73-та година во Ньюкасл? Веле дека има тогаш 5-6.000. И због тоа се населува во Ньюкасл. Само за фабриката. Јас само што дојде први ден одма ме примна да работам таму. Не требаше ни квалификација, ни јазик, ништо. Знаеш лопата да држиш. Дали знаеш да риниш? Да риниш лопата, руда и тоа. И одма почнав, само не бев многу, само 6 недели. Ми беше тешко, не можеви и откажав и други фабрики барав. А главно наши имаше премногу во Ньюкасл, во Steelwork, премногу. Сите скоро што иде, сите таму се запослува. Убај пари, без квалификација, без искуство, без нешто. За тоа време добри пари? Многу пари. Секоја година куќа се купуваше. Секоја година куќа. И колку време остана во Австралија до пред да си одиш назад во Македонија првиот пат? 9 години. Значи зеде добри 9. Си одев за женење. Невестата се најде? Таму си најдов невеста, си дојдеме тука, свадба направиме. 82 овдека од црквата. Баш ново место? Ново место тука, од црквата е. Свадба си направиме во Police Boys Club. Беше како денеска... 650 луѓе. Како денеска жежок ден? Или... Премногу, поќе 40 беше. Пожешко денес. Пожешко и попо не завитка во ние. Платната уште пожешко. Ја и свадба направивме, ова не беше тогаш направена како што треба, во Police Boys Club го вика, 650 луѓе имав за свадбата, тогаш.
Се што беше македонско каневме. Се што имаше македонци. Не дошле. роднина или ова, се. Значи тоа е Македонија доказ дека имало многу македонци. имаше премногу, премногу. Неколку свадби беа и поголеми од моите. 701 беше. Македонска свадба. Македонска свадба. Пред мене на година Мичин така беше. 700 души во истиот клуб таму. И после овде почнаа да направиме малце салата и почнаме тука свадби да правиме. Од бивша Југославија имаше луѓе или претежно македонци? Да, имаше, за какви имаше, држевме. Не многу, ама многу мал број беа Срби и Хрвати, и тие си имат црква. Ама пак тука иде и Кањас. На игранката и нема тие игранки, еднаш годишно држи. А ние секој 2 недели кога дојдов тогаш, овдека полна беше салава. Секој ни радио, ни реклами, ни слики, ништо. Знаеме секој 2 недели тука. Се полнеше салата. Премногу народ. И Петце, на крајот кажи ми како еден млад мигрант тогаш во 73-та година, како се соочи со австралискиот стил на живење, со нова средина, со тешкотиите, со ставањето на родната грудка, со Тешко секој многу работи. беше, многу тешко Како беше. го доживеа тој период? Првите 2 години беше тешко. Писма, секој 2 недели пишев назад на другари, на роднини, на пријатели. Толку што ми беше тешко, што не можев овде да сватам, а мораше да седам со татко ми, мајка ми, сестра, брат, сите тука беме. Фамилиарно. Значи фамилиарно дојдовте? Да, сите тука бевме, а таму остави другари, остави школата, избегав од школата, дојдев тука. Виша земјоделска одев, 3 месеци. Ова во Битола. Во Битола? Ја. И напуштив и дојдов тука. И затоа не ми беше убаво. Таму учен на школа со другари, со шетање, со ова, со она. И Овде првите 2 години одново после стилот. се навикнав. Се навикнав, фудбал играв тука за нашиот тим. Игрорна група творим играв, во игрорната група. И така, од тогаш до сега, секој ден сум тука. За се. Пред да уклучам камерата ми кажа дека по потекло си од битолската Битолски си околија. од Чарлија, да. Дали си најде некои пријатели од Македонија во тие први денови овде? Овде? Во Њукасл, да. Да, најдов другари од Могила, имав другарче. И неколку други што и познавав порано, со нивни родители, ваму таму, од поселата таму. Битолски имаше доста. Најповеќе тука има од Битолско, во Њукасл. Во Њукасл, може и во цела Од Австралија. битолските села, е. Има доста и се запознав така и после 2-3 години се навикнав и ми беше убаво. Значи ова е главната врата овде и се отвора за големите денови. Да, сега кој тие сликите што се таму кој ги снимаш, ќе сменва сета ограда, ќе ја прат за поспешил нешто. Има одобрено гавраменто, му има дајано $150,000 само за тоа. Само за оградата. Само за оградата? Да. 150. И да му даде скоро 1.800.000 за игалиштето му даде, го направија. Па таа е добра помош. Да, а пак другото игалиште што е главното нашето е, сами активно го направиме, ние таму што работиме сите, не ни поможи гавраменто. Сега кошта тоа 2,5 милиони, сега сака да ни го земат, ни дава ново игалиште, нов стадион, ново све што треба. За може ќе оди година до 2. А таму има, значи, имаме посетители стално на секоја утакмица од сите страни, од Грци, од сите и да. Први сме, имаме добиено и Грен Фањели, имаме добиено и сите, сега ова година добиме све. И баш со најакиот тим изиграме некни неделата, го тапаме 5-0. А зошто велиш дека сака да ви го земат? Ќе прат некои флетои за, како ти кажам, commission houses. Згради ќе прат. Добро. Не ни оплаќа, ќе ни дадат праено, готово, све што треба. И може, значи, многу подобро ќе биде. И председателот наш се согласува, и знае, и народот знае дека тоа ќе биде. Ние имаме тоа скоро 20 години имаме. Таму е парк, таму е тенис клуб, таму е се, и тие се ќе прават некои планови за commission houses, и затоа сака да го земат. Ако знаев дека вака нешто ќе дојдеш и да снимаш, јас ќе дојсев големиот, се ќе ти објаснеш.
Имаме секогаш и нова прилика, можеме секогаш да направиме ново Да. видео. Јас дека те случајно се најдов Стивен, денеска во Ньюкасл. Стивен Фотер е прочуен, тој е председател беше доста време, тој е организатор за тоа преместување со игралиштето и тој знае многу подобро од сите нас овде. Добро, ова беше сепак непланирано. Јас случајно се најдов денеска во Ньюкасл и ве контактирав и фала ви за времето што го одвоивте за да бидете мои гости. Сега сакам да те прашам исто, пошто рече 150.000 се одобрени само за оградата, малку неверојатно звучи, и плюс $1,000,000 за игралиштето. Милион и пол скоро е за Повеќе од играли, $1,000,000 не за ова, збораме имаме таму горе. за едно од овие две игралишта, така? Да, ова е на школото е. А ни дава да тренираме, но проблем. Значи може да тренирате и нова. Значи Да. црквата е тука, значи црквата е од десната страна, а одма од спротивно тука има две игралишта, од кои едното е на На Ньюкасл Санс. Ньюкасл Санс или Сонцато Ньюкасл, Македонско сонце. Македонско сонце. Да. Баш така. Баш така. Како ќе бидат искористени тие милиони и кусур за Тие ги игралиштата? искористија ги направија. Работеја народ, работеше не нашите, ним на гавраменто луѓе работеја, го Добро. направија со пенцој, со стадион, со Со седишта? Молам? Со седишта, со трибини? Да, има, се гледа од Чекај тука, да се видам гледа. дали можам да Се гледа од фатам тука, нешто. не знам дали може да... Сега кај ше колата црвена, одма од каршија е. Сето тоа е. Како не може од овие пенцојти, не може да... Тоа е на... Да, се под една мрела сне. И со Ньюкасл Македонско сонце, и со Меджик, Бродмедал Меджик. Порано беше Ньюкасл Македонија. Сега направија Ньюкасл Бродмедал Меджик. Значи два фудбалски клуба, али под иста палка. Да, да, и општината, значи сите три се знае заедно. Помош му дава и општината, и тие ни дава помош. Поздрав до сите. За повеќе информации се слушаме, се гледаме во друга прилика.